Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Еден ден после неусвојувањето на преговарачката рамка за Северна Македонија во Брисел, во земјава, во јавноста владее видливо разочарување, а разочарување има и кај представниците на власта. Премиерот Заев вели дека и тој е разочаран од она што се случи, но вели дека се уште е оптимист дека може да се постигне компромис со Бугарија околу нивните барања за земјава да почне преговори. Од Софија денеска нова порака на премиерот Борисов. Тој вели дека Бугарија не била и наетлива, како што вели, туку едноставно таа имала национални позиции преку кои не можела да премине. Што ќе се случува понатаму? Можен ли е компромис и што тој компромис може да содржи? Кои се црвените линии на земјава во преговорите со Бугарија? Ке разговараме со нашите вечерашни гости. Тоа се професорите Нано Ружин и Благој Цонев. Добро вечер на двајцата. Добро вечер. Професоре Ружин, видовме што се случи вчера во Брисел. Бугарија го направи она што најавуваше дека ќе го направи, остана на своите тврди позиции. Сега, мислите ли дека до декември е нешто можно да се смени, бидејќи позициите на Софија се прилично ригидни? Таа има три конкретни услова. Едниот е да се одреди дефиниција за јазикот, иста како од спогодбата од 1999 година склучена, каде што се вели дека е јазикот според уставот на државата, не се именува македонски, да се одреди временска рамка за спроведување на договорот за добрососедство. Се разбира дека Софија веројатно очекува да се спроведе според нивните очекувања и да се Македонија да не се меша во формирање на македонско малцинство во Бугарија. Прво, како држава, ние од 90-тите години навам, практично од конституирањето на независна Република Македонија, денес Северна Македонија, практично тапевме со ветата кои што ни беа пласирани, особено последниве 10 години, и особено, следеше она постојано вето на Атина, после тоа ни се случи на вето на Макрон, кое што се однесуваше повеќе за методологијата, и сега последново вето на Бугарија, кое што се уште не е дефинитивно, затоа што уште постојат, како што самите истакнавте, можности да нешто се поправи. Барањата на Софија се, би рекол, наметливи и ние не сме во состојба, како и народ и како држава, да ги исполниме тоа се што се бара. Но сепак тука на помош во такви услови се вика дипломатијата, која е една уметност на преговарање, која што може би ќе најде некое клучно решење од каде никој нема да биде ниту повреден, ниту да се почувствува победен. За жал, бугарската дипломатија и бугарскиот однос кон овие прашања навлезе во таква фаза, каде што повеќе поминува време, самата навлегува во една фаза каде што многу тешко може да се повлекува назад без одредени внатрешни политички консеквенции. И мислам дека во тој контекст, кога се обидуваме да од аспект на граѓани на оваа држава да размислуваме, можеме да ги анализираме причините и после да доеме до одредени решења. Јас сум убеден дека решење ќе има. Единствено не се знае кога тоа ќе биде. Дали ќе биде до крајот на оваа година или ќе биде некаде до изборите во Бугарија во март 2021 година. Второ, некои работи, како што истакне еден современ бугарски аналитичар Даниел Смилев со оние 9-10 критериуми, за идентитетот не може да се потпишува договор. За јазикот не може да се потпишува меѓународен или меѓудржавен договор, бидејќи колку год вие и да потпишувате, да претпоставиме дека потпишаме, да капитулираме,
секогаш постојано право на слободно изразување на граѓанинот, на интелектуалната елита, на професорите, на политичарите, каде што тие ќе кажат не, тоа е мојата историја, тоа е мојот јазик. И затоа мислам дека тој вид на рамки кој што го наметна бугарската дипломатија е неприфатлив во оваа сирова форма како што го гледаме, неприфатлив ниту за оваа влада, предпоставам не прифатлив ниту за опозицијата, ниту пак за Брисел или да кажам за Берлин. Секогаш постојат одредени критериуми, ајде да ги земеме критериумите од Копенхаген. Таму никаде не пишува такви стандарди за да вие отпочнете преговори за членство во Европската Унија, но бугарската дипломатија вешто тоа го користи како еден вид на добрососедски односи, кои што наводно се загроза. Да, тоа го потврдуваат цело време и представници на германската влада. И Михаел Рот и Хајко Мас повторуваат дека билатералниот спор нема врска со преговарачкиот процес, дека се две одвоени работи, но како што велите, не се наидува на некој одговор од бугарска страна. Господине Цонев, она што е интересно во овие барања е таа дефиниција за јазикот, која Бугарија отворено ја прокламира, значи да не се нарекува македонски јазик, туку во преговарачката рамка како да влезе како да речеме македонски јазик според уставот на Северна Македонија, да речеме, отприлика исто така познато е и тоа дека тие бараат исполнување на договорот за добрососедство, како што кажав, според нивни критериуми, но она што малку ја изненада и ми се чини јавноста е тоа што и Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева во последната недела и двајцата кажа дека тие всушност се плашат од официализирање на македонското малцинство во Бугарија. Една приказна што ми се чини беше малку заборавена и тука во земјава и никој премногу не обрнува внимание на тоа. Сега излегува дека тоа било прилично голем проблем за Софија. А се знае дека сега веќе Северна Македонија, претходно и Република Македонија и според уставот нема никакви претензии ни на малцинства во соседните земји, дека тоа одамна се тргнато. Сега што всушност бараат како земјава да се постави кон изјаснување нечиво во друга држава? Тоа е прашање. Така, јас не мислам дека проблемот е во малцинството, не мислам ни дека проблемот е во дефинирањето на македонскиот јазик. Имено најлесно ќе го определиме македонскиот јазик. Мислам дека проблемот е во закочувањето на работата на двете меѓудржавни комисии за заедничката, односно како што од Бугарија милуваат да ја кажат споделена историја. Бидејќи тие имат заглавено околу преродбенскиот период, ако не се лажам. Преродбенскиот период е моментот... Само ми се чини дека е обратно, дека споделена е терминот кој повеќе одговара, кој повеќе го протежира Северна Македонија, а Бугарија го протежира терминот заеднички историја. Како и да е, значи ние сепак мораме да признаеме дека до определен временски период во историјата, особено за време на преродбата, а тоа е втората половина на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век, имаме заедничка историја. Таа заедничка историја или споделена историја, како и да ја наречеме, доаѓа благодарение на влијанието на бугарската екзархија од Константинопол, која што преку екзархиските училишта во Македонија, значи успева да создаде еден вид на бугарско самосознавање на оваа територија. Сега, создавањето на јазикот како проблем, ја не го гледам како таков, бидејќи Бугарија во секој еден момент мислам дека ќе прифати дека постои македонски литературен јазик, меѓутоа треба, според договорот, нели, и според тој нов договор кој што ќе го постигнат двете комисии меѓудржавни за историја, јасно да се определи од она што го видов во бугарските барања, дека македонскиот јазик е кодифициран 44 или 45 година и дека истиот води корени од бугарскиот јазик. Мислам дека тоа најлесно ќе го поминеме,
Проблемот исто така во однос на малцинствата. Ние не можеме да создаваме малцинства. Малцинствата или постојат или не постојат. Малцинствата постојат доколку на определена територија ние имаме локален идентитет кој што не соодветствува со групниот, односно национален идентитет во таа нација држава. Сега, ние мораме јасно да разграничиме дали на територијата на Бугарија постои некој вид на локален идентитет кој што се осознава себе си како македонски. Бугарија тврди дека не постои, има една организација во Бугарија, Омуилинден Пирин, која што тврди дека постојат македонци во Бугарија, имаат неколку спорови добиено во судот, Меѓународниот суд за човекови права, меѓутоа сепак, според уставот и вие како што кажавте, тоа е внатрешен проблем на државата Македонија. И овде не гледам некој Бугарија. проблем, молам? Бугарија. Да, се извинувам. Да. На државата Бугарија. Бидејќи Бугарија преку уставни, регулативи треба да го реши проблемот дали признава малцинства или не признава малцинства. Мислам дека има многу држави во Европа чии што устави не признаваат малцинства. Мислам дека и францускиот устав е така. Да. Во Франција сите се французи без разлика на нивната културна, религиозна или било каква етничка припадност. И бугарскиот устав мислам дека е пишуван по теркот на францускиот устав, за разлика од нашиот кој пишувам по теркот на германскиот. Сега, она кое што ќе произлезе како проблем е доколку двете комисии за толкување на историјата не успеат да ја откочат работата. Значи не е проблемот ниту во малцинството, ниту во јазикот. Проблемот е како ние ќе успееме да се договориме тие заеднички митови и херои од минатото да ги прославуваме заедно. Тоа е тоа кое што ја иритира Софија. И тоа е тој проблем кон кој што Софија се стреми да го истакне. Мислам дека Бугарија е спремна да иде чекор подалеку. Изборите во март или во мај кога се, мислам дека нема да бидат решавачки во однос на тоа. Мислам дека и на Македонија нема да изначи многу дали ние ќе започнеме со прва меѓувладина конференција во декември оваа година или во декември наредната година, доколку ние сме во состојба во која што сме во моментов. Цвета корупцијата, цвета непотизмот во државата, се е политизирано, без разлика дали станува збор за власт и за опозиција, и не можеме да сватиме дека доколку ние направиме меѓувладина конференција, ние не можеме повторно да продолжиме понатаму, бидејќи македонската држава или Северна Македонија повторно нема да ги исполни тие критериуми, било копенхашките, било критериумите кои што Макрон ги наметна. Добро, но овој почеток на преговорите произлегува да се вратиме малку наназад, произлегува и од подпишувањето на Преспанскиот договор. Ова е еден голем пакет кој што се случи, каде што земјава направи сериозни отстапки. Ова што го кажувате вие во однос на критериумите на копенхашките, во однос на владењето на правото, на корупцијата, сето тоа се стои, сето тоа ќе се остане, значи и проблем и ќе остане критериум, но ова е голем политички проблем. Професоре, Софија, сега читам бугарски колеги, бугарски аналитичари, професори од таа страна, кои што велат дека се зачудени од ставот на Софија, бидејќи велат ова не се работи за кои преговараат суверени држави, едноставно. Значи суверени држави не преговараат на кој јазик зборува одредена етничка припадност, како се нарекува тој јазик. Тоа е работа за историчари, работа е за други бранши, не е на суверени држави да преговараат. Малку е чуден според мене. Видете, еве Цонев малку завлезе во историјата. Прашањето кој што го наметнува Софија е дали ние сме коминтерновска творба или не. Така што јас пролистав некои работи и во 45-та година и во периодот по Балканските војни никој од македонските дејци, преродбеници, херои и така натаму, кој што дел од бугарите ги сметат и за нивни, не го поставувал прашањето на идентитетот. Повеќе го поставувале прашањето на обединувањето на трите Македонии кои што биле поделени. И тука имате, па дури кога веќе станува јасно дека тоа може да биде контрапродуктивно за регионот, еден Ченто,
се согласува дека новата држава Македонија, нели, после Авнојска нова Асном, треба да се приклучи кон тогашната југословенска Авнојска Југославија, Авнојска Југославија, со право, нели, на отцепување, но вели следново: нашата кауза е иста како каузата на илинденците, значи 44-та, 45-та, значи луѓе размислувале. Значи не сме ни една творба која што ете Тито решил да бидеме од овој дел македонци, да имаме јазик и така натаму. Секако дека кога сега ќе се префрлиме на денешен терен, ние имаме работа со можеби нешто што на вистина не влегува, што е необично да влезе во меѓудржавни договори. Бидејќи од Вестфалија, од Вестфалскиот мир 1648 до денес, државите зборуваат меѓу себе, значи не кралевите, државата, тој ја представува државата, не кралот, иако може тој да биде крал на еден ентитет, меѓутоа тоа е во името на државата и се признава само суверенитетот на таа држава, односно владата. И сите револуции кои што се случија во светот, од болшевичката па југословенска и така натаму, до промените, раздружувањето на Југославија во 90-тите години, двете главни прашања беа признавање на државата, односно незиниот суверенитет, и на владата, на власта. Сега ова што се случува со Бугарија е нешто ново. Овој Смиле вели, ние сега ја збогатуваме, мислам сатирично го вели тоа, како е девид пародија, ја збогатуваме теоријата на меѓународното јавно право и на меѓународните односи, бидејќи бараме некоја држава соседска да признае дека има бугарски корења, дека јазикот не е нејзин, дека историјата исто така е како што се изјаснија исто бугарските автори, дека таа е заеднички и така натаму. Во ред, ние имаме заедничка историја, бидејќи во времето на Турската империја немало македонци, бугари, грци, срби. Имало муслимани и румилет, односно останатите кои што се христијани. И тука обично се подразбирале грците. Меѓутоа, по освестувањето, веќе кон крајот на 19 век, почнуваат да се издвојуваат срби, бугари, рече Цонев, бугарската екзарскија 870 година признаена од страната на пашата како независна, па тоа создаде големи судири со грчката црква и така натаму, па тоа кој трае дури до втората до 45 и некоја година. И сега, меѓутоа, во 896 година, по втор пат, го посетува Балканот еден автор што се вика Виктор Берар, кој што пишува, и тој е прв автор кој што пишува, постојат и славо македонци, освен бугарите, освен грците, освен србите. Истата теза, еден Венизуелос 918 ја потврдува. Еден, дури и грчкиот автор Павлос Аргилиадис во своите етнографски карти вика тука постојат македонци. Значи, повеќе грчки автори го признаваат постоењето на македонците во овој регион. Цвиич, за разлика од 913 кога викаше дека сме аморфна група, во 918 во второто издање на книгата вели постојат македонци. И целиот тој период, значи, ние постоиме како такви, нашиот идентитет постои. И сега е, например, ирационално во тој романтичарски период да го зимаме како референца за политика
на 21. век на една држава со која што сме сепак доста блиски, со Бугарија сме доста блиски. Например, изворедна беше улогата и за време на стекнувањето на независноста на тогашна Република Македонија како прва држава што не призна, и исто така договорот од 1. август 2017 меѓу Борисов и Заев беше практично еден вовет во Преспанскиот договор. Значи, и ние очекувавме дека тоа ќе најде сега, дека прашањето на отпочнувањето на преговорите е завршено со Преспанскиот договор. И убеден сум дека бевме многу шокирани и изненадени. И тоа се гледа од реакцијата на граѓаните. Жалам што се создава во полега еден анимозитет кон нашиот источен сосед, и тоа не треба. И тука интелектуалците тоа треба да го сватат како еден вид, еден процес кој што ќе го надминеме. Бидејќи ние сепак со овие соседи треба да соработуваме, но за жал оваа епизода некако ги стави на колена сите оние кои што веруваа во добрите намери. Сега, кои се факторите? Зошто се причините? Имате повеќе фактори кои што се претпоставува дека влијаеле. Имате од руско влијание преку влијанието врз Румен Радев, преку наводно држави од Европската унија кои што на софистициран начин сакаат да ја закочат Република Северна Македонија. Верувате ли во тоа сценарио? Не верувам, тоа се теорија на заговор. До ова што викаме следат избори во Бугарија, каде што знаеме дека бугарското општество е многу поделено меѓу партијата ГЕРБ на Борисов и социјалистичката партија на Румен Радев, и постоја огромни манифестации пред неколку месеци, така што секогаш во такви услови треба да најдете некој талон, нешто резервна тема, каде што ќе го пренасочите јавното мислење за да се галванизираат работите во општеството. На тој начин, можеме така да го објасниме, еден вид извезување на сопствената криза кај најлесната карика, за да можеме ние и сега ќе гледаме и ќе чекаме да се добијат поени. Така. Професор Цонев, вие пишувавте за национализмите на Балканот меѓу останатото. Кажете ми, ова сега што го спомна и вашиот колега Ружин, во однос на бугарската таа теза цело време што они ја повторуваат, дека оваа нација е создадена од Тито, дека цело време била под силно српско влијание, дека тука е вршена силна антибугарска пропаганда, и сега одеднаш источниот сосед прави сосема спротивно, претпоставно тоа што би требало да го прави. Тие ја негираат нацијата, го негираат јазикот, велат вие сте бугари, освестете се дека сте бугари, они ви вршеле пропаганда и создаваат такво, како што велите, антибугарско расположение тука, невидено нешто. Значи, дури пред неколку дена излезе Захариева и вели, па вие не смеете Тито да го славите ако сакате да влезете во Европската унија. Значи, веќе тие барања се прошируваат секојдневно, се некакви нови нивни ставови, веќе тоа е еден патерналистички пристап, каде што тие ја третираат земјава веројатно како мало дете на кое треба да го држат за уши и да му кажат што треба да прави. Значи, има ли логика во тоа однесување на Софија доколку сакаат македонците да им бидат добри соседи и да се зближат со нив? Значи, според нивната теза да го отфрла тоа српско влијание, да речем. Ова не е од сега, значи проблемот е што не имаме многу слаба, да речеме, никаква дипломатија, мислам дека професорот Ружин ќе се согласи. Бугарија веќе една година и бугарската дипломатија започна да дава сигнали дека Северна Македонија нема да може да оди понатаму, се додека не се откочи процесот на преговори помеѓу двете историски комисии. Ние забораваме дека на Бугарија е многу важно да се постигне тој баланс на историјата со Македонија, односно со денешна Северна Македонија.
Но ние си дозволивме да имаме дипломати и да имаме амбасадор, не знам сега во моментов кој е во Софија, и амбасада која што не успева да го прочита Немаме мислењето. Немаме Беше амбасадор Маријан во Ѓорчев Софија, да. последно по политички Во причини. моментов немаме, да. Добро, како и да, меѓутоа има вработени во амбасада дипломати. Тие луѓе се таму испратени за да го следат мислењето во Бугарија. Тие луѓе таму се испратени за да комуницираат со бугарски дипломати и со официјални лица во Бугарија. Бугарија само преку медиуми додека гледаме веќе една година и повеќе, значи дава сигнали дека нешто ќе се случува и ќе има пресврат во нејзината надворешна политика. И овде се поставува прашањето што работеше нашиот поранешен министер за надворешни работи, што работи сегашниот министер за надворешни работи и советниците на премиерот за меѓународни односи и за надворешна политика, што работат? Дали читаат вести, дали гледаат што се случува и дали на билатералните односи кои што ги имаат со нашите соседи од Софија, тие разменуваат било какви контакти или само се сликаат и кажуваат дека се браќа и дека се пријатели. Дипломатијата, како што кажа професорот, е еден софистициран начин на преговарање. Меѓутоа, да се вратиме во минатото. Ние не смееме да заборавиме зошто е битно да се постигне компромис околу таа заедничка или споделена историја помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, се извинува. Бидејќи таткото на македонската нација, Крсте Петков Мисирков, кој што нели своевремено ја печати за македонските работи, со која што нас не осознава како македонци, во едно писмо до неговиот брат вели: ние до вчера бевме бугари, ако од денес мора да бидеме македонци ако сакаме да останеме своји на своето, односно тој Македонија ја гледа како прв реалист на Балканот во рамките на географскиот регион, како што кажа професорот, значи тогаш не се бореле за идентитетски обележја во почетокот на 20 век. Перцепцијата за Македонија им била на тој начин што географски Македонија ќе успее или да се обедини и да влезе во состав на некаква дуална монархија за каква што се залага Чуповски, еден од нашите најголеми преродбеници, дуална монархија помеѓу Македонија и Бугарија по примерот на Австро-Унгарија, или да стане автономна како кнежество под сузеренитет на отоманскиот султан. И ние мораме да сватиме дека на тој начин ние имаме споделена таа историја. Дека сите наши дејци од тој период имаат во својата самосвест развиено некаква конекција со Софија. Сега, дали може некој ќе го нарече дека немале кај да се обратат, немале кај да учат, а дали некои се определувале на еден или на друг начин, едни иделе у Белград, едни иделе у Софија. Дури имаме такви како Парличев кои што студирали во Атина. Меѓутоа, мораме да сватиме што е битно на Бугарија. На Бугарија е битно ние со нејзе да подпишаме како држава со држава договор во кој што ќе признаеме дека ние споделуваме историја. Да, но мислам дека не е тоа спорно дека ние подпишавме договор во кој кажуваме дека споделуваме историја. Комисијата запре. Тоа е проблемот. Нашата комисија запре. Значи, ние имавме изјави од бугарските историчари, кои што се членови од комисијата, кои што мораме да ги гледаме и да ги читаме на странски портали. Јас немам прочитано ниту една изјава од македонски член на комисијата за што станува збор. Може би така е подобро, во јавност да не се кажува за што станува збор. Меѓутоа, значи, ние само знаеме дека комисијата има закочена работа кај Гоце Делчев. Па ви се молам, Гоце Делчев, освен јас го разбирам светот како поле за културен напредок меѓу народите, нема таков допринос за создавање на македонска нација како Мисирков. Што ќе се случи кога ќе дојдат до Мисирков? Што ќе се случи кога ќе дојдат до Пулевски? Сакавте да кажете? Многу прашања се отвораат и некои работи. Преска заборив да кажам, малцинството е прашање на држава, тоа е нејзино внатрешно прашање, внатрешен проблем. Значи не треба тука ние едноставно не е коректно да се мешаме и не се мешаме во тоа. Мислам дека тоа Добро, јас не знам никој се меша. Она е што бев изненаден. Дури е чудно тврдењето на Захариева, вели да престанете да го славите Тито. Ја не знам Видете, кој го слави Тито тоа оваа е држава. повеќе кафански муабет отколку сериозен нас Тито Мислам се дека беше Тито. спровоцирано. Да, повеќе провокација отколку
Сега ние ако сакаме сите елементи да ги факаме во воздух, па врз основа на тоа да се караме и да создаваме омраза, тоа, значи, мораме да ја избришеме омразата. Пред се, мислам, нашата интелектуална елита мора да покаже зрелост исто, и многу сум исто како што таа зрелост се покажува сега за сега владата, значи не реагира нервозно, постои затоа што постои одредени финеси кои што треба да се респектираат во тие односи. Има критики... знаете што, обично човек од улица, ама види ги овие, ќе им попуштаме, не знам. Тоа се во ред, народот сака да се издише, да каже ова, меѓутоа на јавните настапи, на јавните интелектуалци, јавните институции, добро е што работите не заглавија што повеќе. Гледам, Борисов чудно не зборуваше многу. Прв пат се појави, ја мислам, денес или вчера кажа дека пиле принципиални, но од негова меѓутоа од негова страна не чувме некои слични изјави како што тоа го правеше Захариева или Каракачанов, што е добро. Исто така друг елемент кој што зборува можеби во едно оптимистичко сценарио е тој нон-пейпер. Нон-пейперот тие во прв момент тој од Берлин што беше, нели, го прифатија и после кога дојде дома Захариева го повлекоа. Така што зборува за една неускладеност, можеби и самите почнува да се свесни дека ова работа не оди таму. Покажаа заби во ред, ќе видиме времето што ќе покаже понатаму, меѓутоа ова е ирационално, затоа што, како што истакнавте, постои една бугарска интелектуална елита која што не ги прифаќа овие работи на владата и мислам дека тука треба можеби токму од недостаток, не би рекол само дипломатијата, Цонев. Ние бевме во процес на една транзиција и на министерството, избори и така натаму. Меѓутоа, слаби се интелектуалните контакти, професорите, академската заедница е пасивна и така натаму. Значи, имаме нешто што мора да се направи во овој следен период и мислам дека некако се оддалечивме од оваа држава, бевме фокализирани врз Грција. Грција се реши проблемот, иако ако следевте пресот на грчкиот одговорен за преснели, кој кажа дека тоа е прашање на секоја држава членка на Европската унија, ќе биде во состојба да ги блокира работите доколку нешто изапаѓа во нејзиниот интерес. Значи, тоа е еден вид индиректна поддршка на Софија, што не изненадува, бидејќи и тие исто така дава одредени поддршки, но мислам дека Брисел, Берлин, па дури и Париз и сите оние кои што навикнавме да ни ставаат препки во овој момент се на наша страна и мислам дека постои можност да се разреши овој проблем. Да. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами, се враќаме со емисијата, останете со нас.